Иако изборите минатата година беа локални, а премиерот Христијан Мицкоски и лидерот на СДСМ Венко Филипче не беа кандидати за градоначалници, двајцата се меѓу најактивните огласувачи на социјалните мрежи за време на изборната кампања. Мицкоски потрошил околу 11.300 евра за 80 реклами, а Филипче 10.200 евра за 39 реклами во периодот од 29 септември до 17 октомври 2025 година. Според анализата на организацијата Метаморфозис, партијата Левица, која не доби државни пари, а со тоа и простор за кампања во традиционалните медиуми, на социјалните мрежи вложила над 12.000 евра. Меѓу кандидатите за градоначалници, најмногу потрошил Орце Георгиевски, околу 10.100 евра за 200 реклами. Сето ова упатува кон заклучокот дека партиите и нивните представници се повеќе водат кампањи на социјалните медиуми и меѓународните платформи. Но рекламирањето на тој простор во земјава е сива зона, споредено со стриктно уредените правила за политичкиот маркетинг на телевизија, радио и на домашните сајтови за време на избори. Рекламите, например на Facebook, се проблематични од аспект на транспарентноста. Не може до крај независно да се потврди која полни сметката од која се рекламира некој политичар. Далеку потешко прашање за регулирање е мешањето од така наречени трети страни или неучесници, субјекти кои можат и плаќаат политички реклами без формална врска со кандидат или партија. Тие на никаков начин не потпагаат по членот 85 од изборниот законник кој ги обврзува партиите на финансиска транспарентност, а можат директно да влијаат врз изборниот процес преку промоција на одредени политики и селективни информации. Анализа на темата по последните избори во земјава подготви Магнус Оман, меѓународен експерт за политичко финансирање. Regulating the advertising online is incredibly important. We have the European Union regulation to influence countries on how to do this. The next step is to look at campaigning online that is not in the form of advertising. So payment of influencers, bots, etc. I think that will be the next step because there is no direct money trail. Колку е комплексна темата на финансирањето на кампањи од така наречени неучесници, говори фактот дека само 14 држави во светот имаат некаква форма на регулација на ова прашање. Actors within North Macedonia can use this as an avenue of spending money on election campaigns without us knowing. So a political party or a wealthy candidate in North Macedonia can use money spending through non-contestants and we won't know about it. That's one part of it. That doesn't need to involve anyone from outside the country. But it is true that spending money through non-contestants is a key avenue for foreign actors of influencing elections in other countries. Според актуелното домашно законодавство, изборните кампањи на партиите на медиумите ги финансира државата, но нема правила и граници за рекламирање на социјалните медиуми, а не пак за кампањи кои влијаат на изборите и ги водат неучесници во изборите. Тоа беше повод да разговараме со законодавците. Упативме покана до сите 6 пратенички групи, а од нив се одзваа 3: ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ и Левица. Јас одговарам за потрошените пари од средствата на политичката партија. И на таа сметка, ме разбирате? Јас не можам во таков случај би можел и некој и надвор држава да финансира, ако зборувате за дигитални медиуми, или некој, или што ќе правиме со луѓето кои што на балкон си изваѓаат транспарентни. Реџеп Исмаил од партијата Левица вели дека одговорноста за прашањето не треба да падне на грбот на партиите. Ако се говори за модел за регистрација на така наречени неучесници, смета дека тоа треба да биде решено во договор меѓу државните институции и платформите на социјалните мрежи. На прашањето дали постои опасност субјекти кои што не се внатре во државата да прават кампањи за кандидати и да влијаат на изборите, Исмаил вели: можност да, но опасност не. Ние имаме во стрет изборен процес каде што доаѓаат европарламентарци, би агитираат, ме разбираш, и сега тоа нели е влијание, така. Значи, теоретски би можеле, пошто никој не може да им забрани реално да имаат одредени, иако сега со AI моделите
некако ги фаќаат, дека не се инволвирани формално страни, па ама тоа поминува време, веројатно има и чекори да ги прескокнат тие пречки на социјалните мрежи, на дигиталните медиуми, да кажам, но едноставно си ги прават тие кампањи. За тоа не може да се обвине оној за кој што се агитирам. Значи, политичката партија е правно лице и она одговара само за своите формални страници и Facebook профили. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски е согласен дека изборниот законник треба да претрпи измени, особено во однос на новата технологија. Но вели тој, во моментов може само теоретски да се разговара за регулирање на прашањето за трети страни, бидејќи нема доволно материјал за обработка. Треба да бидеме внимателни на сите овие работи, добро да се изанализираат, доколку имаме можност да добиеме одредена компаративна анализа и сите овие нотирани недостатоци или можности кои што може да се претрпи, односно се вметнат во изборниот законник, сите заедно седнеме да размислиме и да ги реализираме. На прашањето дали отсуството на регулатива отвора можност за надворешно влијание, Мицевски вели тоа е прашање кое треба да биде регулирано со изборниот законник. Дека може да се појави и странско финансирање, и странско влијание, може и треба да се затворат сите можни аспекти на злоупотреба на изборниот законник и изборниот процес во целост. Најсилно расположение за построга регулација на рекламирањето на социјалните мрежи и потенцијалното рекламирање од трети страни имаше кај координаторот на СДСМ во собранието Оливер Спасовски. Тој смета дека постои простор на социјалните мрежи кој што остава можности за нетранспарентност и невидливост. Секогаш во изборните кампањи постојат субјекти кои што имаат интерес за подршка на одредена политичка структура од многу аспекти, дали се тоа политички, па можеби геостратешки, па економски и така натаму. И тоа е причината зашто сметаме дека мора да се воведе еден транспарентен начин на финансирање на оваа кампања. Спасовски дополнува дека диалог за регулација на ова прашање е исто така важен и поради тоа што нема да има простор за шпекулации, за мешање во внатрешните односи на државата, преку финансирање на кампањи на кој било политички субјект преку скриени канали. Така да, за тоа мислам дека треба да направиме механизам во кој што ќе има забрана за финансирање на таквите политички кампањи, од една страна, а од друга страна, транспарентноста е најдобриот модел за да ги спречите финансирањето на трети лица внатре во државата. Зошто? Сите оние кои што не сака да се појават како донатори на изборната кампања, тогаш нема да може да финансираат. На оваа тема се разговараше и на конференција во Скопје. Покрај партиите присуствуваа и представници на државните институции задолжени за изборниот процес, невладени организации, како и представници на меѓународната заедница. Така наречените трети страни, покажува извештајот на меѓународните експерти, не биле јасно видливи на последните избори, со исклучок на некои онлайн портали, каде наблюдувачите забележале селективно или непропорционално покривање на одредени кандидати. Причината? Финансиската зависност од општинско рекламирање. Социјалните мрежи денеска се главната политичка арена. Горан Ризаов, програмски менаџер во фондацијата Метаморфозис, која изработи 2 анализи за рекламите на политичарите на социјалните медиуми, вели дека утврдиле недостаток во регулативата. Значи не постои регулација во однос на објавите на социјалните мрежи, ниту пак постои регулација во однос на начинот на кој што се спонзорираат овие објави на социјалните мрежи. Значи имавме 52 вкупно страници што ги мониториравме и увидовме дека повеќе од половината беа активни во однос на финансирање на спонзорирани постови на социјалната мрежа Facebook. Од самите мониторирани страници ме произлезе дека тие потрошиле околу 24.000 евра, значи овој сегмент само, а севкупно земено, сите заедно, имаат потрошено нешто помалку од 200.000 евра. Помеѓу говорниците на настанот беше и заменик амбасадорот на Велика Британија Даниел Филер. Земјата што тој ја представува е една од ретките со регулатива за кампањи од неучесници. Recent elections have highlighted the growing impact of digital campaigning. Oversight systems have not kept pace
allowing significant influence to remain outside transparency and accountability frameworks. This is why the UK continues to work with partners to counter disinformation, increase transparency in political advertising, and support updates to the legal and institutional framework. Дека демократските капацитети можат дополнително да се зајакнат ако правилата се многу појасни, забележа и амбасадорот на Швајцарија Кристоф Зомер. If the rules on public premises and officials campaign conduct are clearer and stricter, it will be much easier to avoid grey area behavior. Конференцијата и анализите што произлега од набљудувањето на последните локални избори ги организираше меѓународната организација ИФЕС во соработка со голем број домашни партнери. Заедно со документите кои по секој избори ги изготвуваат Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување корупција и ОПСЕ ОДИХР би требало да биде патоказ. Што треба да се смени во изборното законодавство за потенцијалните ризици да не станат и системски пропусти на македонската демократија.